Денес почнуваме една нова серија која ќе имаме до Великден и ќе зборуваме токму за некои моменти кои Исус ги имал на патот до Голгота. Тоа се моменти кои да кажеме се многу маркантни работи, но ќе направиме еден како да кажам, еден исчекор пред да навлезам во темата, ќе адресирам една како да кажем, една појава во поп културата во кај што живеем, па и во светот, за тоа што значи Великден. Поп културата од Великден направила еден убав празник во пролетва, кој најмногу е означен со фарбани јајца. Фарбаните јајца се најголемиот символ за Великден, нели? Тоа е интересно, со деца се фарбаат зелени, црвени јајца и така натаму. На запад културата во целата приказна инфилтрирала и зајак. Има, не знам дали знаете, Easter Bunny го викаат. Има и зајак и овој искрено не читав да видам од кај доаѓа таа позадина. Знам дека за јајцето, символиката за јајцето е новиот живот и овој убава символика, посебна за Великден, затоа што Великден го символизира новиот живот кој Христос го отпочна. Во црквениот календар и на исток и на запад, периодот пред Великден е означен со 40-дневен пост или 40-дневен период кој на запад сика Lent period. Тој е период во кој црквата се спрема за празникот Великден. Великден е најзначајниот празник кој црквата го има. Великден, воскресението на Исус Христос, како што кажува апостол Павле, ако не се случило воскресение, ако Христос навистина не е воскреснал, апостол Павле, оној паметниот што пишува голем дел од Новиот Завет, оние комплицирани работи што ги пишува, кажува џабе е нашата вера, ако не воскреснал Исус Христос. И апостол Павле детално вика, ако не воскреснал Исус Христос, напразна е нашата вера и ние треба да бидеме луѓето кои сите во овој свет ги жалат. Кажат, кутрите тие се занесуваат, а нема врска. Го парафразирам апостол Павле. Се го пишува со други зборови. Преку тие 40 дена пред Великден, црквата своето внимание го насочува кон тоа што Христос го направи и треба да го живее новиот живот кој произлегува од тоа дело кое Христос го направи. 40 дена промислуваме и чекаме и тоа покажува дека Великден е многу повеќе од само уште еден неработен ден во фирмата кој ќе го добиеш, понеделник, например, се надеваш, па во некои фирми петок. Многу повеќе од тоа. Тоа е многу повеќе од еден светол, пролетен, не знам, онака празник кој ќе означи некое убаво време со фамилијата и така натаму. Великден е многу повеќе од тоа. Размислувајќи за Великден и очекувајќи ја таа голема прослава, ние сме во постојано исчекување секоја година на тоа сеќавање на големата победа која Христос ја имаше. Великден е воскресението, е символ на нешто кое допрва треба да го видиме во целост. Во многу нешта кои денес како црква ги искусуваме, почнувајќи од ова што сега ние овде го викаме црква, ова заедништво, проучувањето на Библијата, Великден и сите тие работи црквата што ги прави, сите тие се како еден мал предвкус на тоа што вистински допрва треба да дојде. Она таа наша конечна надеж за целосно исполнување на тоа што Христос го ветува. Да не забораваме само дека пред Великден, онаа голема победа, предстоеше Вија Долороса и Голгота. Предстоеше еден тежок период, еден тежок пат кој Христос требаше да го помине. Христовиот пат до победата беше трнлив пат и го откри непријателот во светот до своето вистинско светло. Великден, Голготата, крстот, патот до тој крст го откри вистинскиот непријател кој овој свет го има. Вистинската причина зашто сите ние не може да се разбереме, вистинската причина зашто нема мир во светот, вистинската причина зашто сме толку зајадени еден на друг, вистинската причина за распадливоста. Едноставно има непријател кој ги подрива сите тие наши напори за единство, за мир, за добросостојба. Има еден непријател кој во позадина целосно многу работи. Знаете ова народната што ика ѓаволот ќе искине и железни опинци, само те донесе до некое место. И вистина тоа е така. Ѓаволот на вистина ќе искине железни опенци, за да те донесе до одредена точка во кај ќе каже ти си поразен.
Тоа се обидуваше со Исус Христос. Од почетокот на неговата мисија, Исус се крштева и оди 40 дена во пустината, и тоа не е успео дај да се регрупираме. Тоа се сериозни искушенија кои Исус ги имаше таму. Од самиот старт. И преку сите тие, да кажеме, извори на моќ во тогашно време, дали е тоа империјата, Римската империја, дали се тоа властите, дали се тоа религиозните водачи, кои да беа во тоа време, на некој начин злото ги издружи сите во едно. Тие непомирливите сили во светот, Римското царство и првосвештениците беа непомирливи, едноставно не можат да екзистират заедно. Но кога дојде моментот за Исус, тие се обединија. Злото се обединува против Спасителот. Непријателот без концепт на милост. Непријател кој без не е против Создателот. Непријател кој низ разни сплетки се обидува да го држи човекот во робството на гревот и подалеку од Божјата милост. Колку што е можно подалеку. Непријателот ќе ти наведе една таква вина за секој грев што го правиш, сикаш додека јас не станам добар, нема да се молам. Кога ќе е тоа? Искрено кажам, никогаш. Од искуство го кажам тоа. Не можеш да дојдеш до точка до која ќе бидеш доволно добар да кажеш сега јас веќе може да се молам. Не постои тој момент. Непријателот е спротивен на добротата, на праведноста и на мирот. Тој е непријател кој не може да го поднесе Божјото присуство. Кој е непријател на човекот број 1. Христос не штеди зборови кога го именува тој непријател. Дека ѓаволот, татко на лагата, тој беше човекоубиец од почетокот. Тоа е неговата конечна цел. Исус се соочи со тој непријател токму на крстот. Но да почнеме од почетокот. Во Христовото последно патување кон Ерусалим и конечно кон Голгота има некои сцени кои оставаат силен впечаток. Очигледно последната вечера, Господовата вечера, оно што ние го викаме причест, тоа е едно наследство, тоа ние црквата го прави во негово сеќавање. Христос тоа го кажа. Еве го лебот, ова е винето, правете го тоа за мој спомен. Тоа е причеста. Последната вечера која Исус ја имаше со апостолите. Тој е толку значаен момент што Јован од своето евангелие кој има 21 глава посветил 6 глави за тоа. Скоро третина од евангелието тој го посветил на една вечер од животот на Исус. Толку важна сцена е таа. Повеќе евангелисти посветуваат внимание на посетата која Исус ја има во Витинија кај своите драги пријатели Марта, Марија, се слушнале за Марта и за Марија, се надам, или за воскреснатиот Лазар. Тие се сите браќа и сестри. И дента пред Исус да влезе како последен пат во Ерусалим, тој ги посетува тие во Витинија и тоа е еден многу драматичен момент каде што Марија го помазува Исус со едно скапо миро, со еден скап парфем. И Јуда го знаете, оној што го предава Исус, го гледа скапиот парфем и вика, зашо не го продаеме? Има гладни, ќе ги раздаеме парите. И тоа звучи како прекрасна идеја, нели? Ама евангелистот Јован е доста... Евангелистот Јован, ако читате, тој он оди во детали. Устојот позадински приказ не ви дава, некои онака детали кои иначе нема да ги видите, вика, абе Јуда не го кажа тоа дека се грижи за сиромасите, баш му беше гаља за тоа. Он сакаше да се соберат парите во тоа ковчежето што ги собира доброволниот прилог, затоа што од време на време он се зимаше за себе од таму. И он тоа го кажува. Тоа е да кажеме еден маркантен момент кога Исус е помазан, затоа што тоа е важен момент затоа што Исус таму е помазан. Исус кажува, ова помазание е за мојот погреб, затоа што знае дека ќе биде раснат во петок и ќе нема време пред шаботот да биде спремен погребот како што треба. Интересно. Несомнено една од најпознатите сцени во тој период и тема која ќе ја работиме наредната недела е неделата на цветници. Јас цветници, овој збор профат го слушнав, искрено да кажам, од Folk Fest цветници. Не знам дали сте го слушнали тој фестивал за народна песна. Беше се одржуваше. Да, не беше Валамбол. Цветници беше друг. Барем јас така се сеќавам, као дете ми текнуваше, неахме многу телевизии, МРТ 1, 2 и некои локални телевизии. Јас се сеќавам дека цветници секогаш имаше и не знам дали имало тука во тие скопските локални телевизии, но во Струмичките, таму кај што јас пораснав, имаше поздрави, желби и честитки и одиш во телевизија и
пуштаат песни и пред секоја песна уствари имаше поздрави, желби и честитки. И знам дека често пати имаше песни од фестивалот Цветници. Цветници уствари денот кога Христос, неделата кога Христос влегува во Ерусалим славно на Магаре. Тоа е една од тие славни сцени каде што Исус го прославуваат како долго очекуван јудејски цар. Ќе зборуваме за тоа наредната недела и секако ќе видиме многу символика од еврејската традиција, што представуваат, зошто се загрижени водачите на тоа влегување на Магаре на Исус, по поздравот што го имаат, водачите многу вознемирени. Му викаат на Исус, бабе, ги слушаш овие што ти викаат на тебе. Исус вика, ќе прочитаме, да не го расипам тоа. Сепак, денес ќе зборуваме за една сцена, за една од тие последни денови во Ерусалим. За мене е многу интересна сцена. Христовото прочистување на храмот. Дали ја знаете таа сцена? Кога Исус го чисти храмот. Кога ќе кажам дека Исус го чисти храмот, можеби ќе си замисли дека Исус земал засокол ракови, метла у раце, джогер и се фатил на чистење во храмот. Далеко од тоа, далеко тоа. Среќа што тогаш немало прозори, пошто ја знам дека вистински проект е за нас да ги чистиме сите овие прозори тука, посебно од надвор, тоа е проект за чистење. Сепак, кога зборувам за прочистувањето на храмот, мислиме на сцена која можеби ќе се каже дека Исус никогаш не би го замислил во едно такво светло. Од новозаветните записи, најлесно Исус да се замисли со децата, како ги благословува децата. Го знаете тоа, децата доаѓаат кај него, апостолите викаат, деве тргнете ги децата, Исус вика, оставете ги децата да доаѓаат кај мене, затоа што на таквите им припаѓа Царството небесно. Еден таков милозлив водач. Можеби на Исус кога ќе ви кажам како Исус работи во Новиот Завет, ќе ви текне на моментите кога Исус си кажува милост, дали некој да прогледа, да исцели, дали некој да прода, дали некој да оживе. Тоа е мисијата која Исус ја имаше. Искажува милост на тие што биле отфрлени од општеството. Можеби кога ќе ви кажам за мисијата на Исус, можеби ќе ви текне на проповедта на гората, на славната проповед на гората, каде што Исус седнува на пољана на некоја трева, околу него мноштво од 5000 народ, и тој седи и ги поучува и ги кажува блаженствата. Блажени се оние кои плачат затоа што ќе бидат утешени. Блажени се они и така натаму. Блажени се миротворците. Блажени се кротките. Можеби така можеме да го замислиме Исус, како поучува во една таква форма. Но тоа што можеби е потешко да се замисли е да се види Исус разјарен, со повишен глас, како се дере, со камшик во рацете и како прави лом околу себе. И не гледа кај мама. Можете така да го замислите Исус? Мене ми е исто тешко да го замислам. Токму така, зборувам за денот кога Исус влегува во храмот, направи нешто во налик на каиш, почна да ги превртува масите во храмот и да мава на сите страни кај ќе стигне и ги истера сите од дворот како да храмот е негов личен имот. Како да храмот е негов. И свештениците таму го прашуваат, добро, кој ти ја дава, кој ти го дава тоа право така да се однесуваш? Да го прочитаме денешниот текст и да го разработиме и да видиме што можеме да се поучиме од денешниот текст. Матеј 21 глава, 12 до 17 стих вели вака. И влезе Исус во храмот Божи и ги истера сите што продаваа и купуваа во храмот. Ги растури масите на менувачите и столовите на оние што продаваа гулови. И им рече, напишано е, домот мој нека биде дом за молитва, а вие го направевте како разбойничка пештера. И дојдоа кај него во храмот слепи и куци и тој ги излекува. А првосвештениците и книжниците, гледајќи ги чудесните дела што ги прави тој, и слушајќи ги децата како викаат во храмот и велат, осана на Давидовиот син, се разгневија. И му рекоа, слушаш ли што велат тие? А Исус им рече, да, зар никогаш не сте чуле? Од устата на новороденчињата и од оние што цицаат, ти си приготвил пофалба. И кога ги остави, отиде надвор од градот во витиња, каде што преноки.
многу необична сцена. Искрено, за мене многу хаотична сцена. Тука се превратуваат маси, Исус се дере, вика на што личи ова, во исто време доаѓаат, замислете ја сцената, доаѓаат слепи, куци, он ги исцелува, во исто време се дерат деца тука, слава на Давидовиот син, доаѓаат првосвештениците, книжниците, тоа би биле адвокати од денешно време, доаѓаат правници, вика, добро, што се случува, тука човече за 5 минути хаос настана, слушаш ли овие што се дерат, како може таква титула тебе да ти даваат слава на останем Давидовиот син? Исус вика, да, слушам, зар никош Исус им го толкува на што викаме на сливарот, сливи им продава, на тие правниците им го цитира законот, им го толкува. И тука завршува сцената и Исус оди во витине кај своите пријатели. Во другите евангелија, освен во Јован, евангелието според Јован, каде приказната се наоѓа на почетокот на евангелието, во другите, значи Матеј и другите две евангелија, приказната за Исус во храмот, како расчистува храмот, е на крајот. На крајот од евангелието, веднаш пред Христос да го помине делот со крстот. Чистењето на храмот се чини како капката која прелеа чашата кај водачите во тој момент. Го правеше галама, ама го толерира. Се одеднаш доаѓа во храмот и прави хаос. И водачите од тој момент рекоа, ова веќе не оди така. Од тој момент правеа планови како да го фатат и да го убијат Исус. Во целата приказна храмот е многу важна тема. Зошто Исус оди токму во храмот и го прави тоа? Зошто не отиде во некој бордел? Зошто не отиде во некое место каде што исто во израелската земја имаше неправда? Зошто отиде во храмот? Токму во храмот тој беше најизнервиран зошто тоа се случува. Храмот како концепт е место каде се спојуваат Божјото живеалиште и човечкото живеалиште. Да бидам појаснен. Храмот е место каде се спојуваат небото и земјата. Небото и земјата не се две локации во времето и просторот, само што се оддалечени. Ја знаете анекдотата кога Гагарин отишол во Вселената и се враќа и оди кај кој го прати се од водачите руски таму, Горбачов мислам дека беше, не се сеќам кој беше, не знам кој беше, заборев, извинете. И го прашуваат, отиде ти во Вселената, го виде Бог таму? И Гагарин вика, да, го видов. Вика, па слушај вака се, ти се немој да кажеш на никој дека си го видел, пошто целиот систем што го имаме зависи од тоа. Значи ги се распадне системот. И добро, оди Гагарин светска тура, оди кај папата, сега така е вицот, и папата вика, кој беше горе го виде Бог. И овој се текнува што му каже, вика, па не го видел, вика. Добро, не кажува на никој, пошто цел систем се нели? Небото и земјата не се две локации во времето и просторот, само просторно оддалечени. Не се работи за тоа. Небото и земјата, библиските концепти на небото и земјата се две реалности, две пребивалишта. Едното е пребивалиште за човекот, другото е пребивалиште за Бог. Храмот во библиски концепт е место каде што Божјото пребивалиште, небото и човечкото пребивалиште, земјата се спојуваат и се преклопуваат. Моментот кога евреинот во првиот век или предходно, кога влегува во храмот, тој влегува во едно пребивалиште, тој влегува во тој момент влегува во небото. Се наоѓа во исто време и во небото и во земјата. Ако ја читате Битие првата глава во Библијата, кога Бог создава и на крајот кога ја создава Еденската градина и концептот, начинот на кој Господ ја создава градината, ќе видите дека во тие антички текстови начинот, тие циклуси, 7 циклуси на создавањето, 7 дена на создавање, тоа се 7 циклуси на кои Господ, тоест 7 циклуси на кои во античко време се градел храм. Ви текнува на 6-тиот ден кога Господ го создава на својот лик и го поставува во градината. Тоа е 6-тиот циклус на кој античките луѓе граделе храм. 6-тиот ден бил или 6-тиот циклус припагал на сликата, на подобието на божеството кое се става во храмот да биде обожавано. Много интересно.
Библиските писатели го знаат тоа и пишуваат на тој начин да ние да разбереме дека кога Господ ја создава Еденската градина, тој создава еден голем храм во кој кога се шетаат Адам и Ева таму прик вечерта, таму доаѓа и Господ и имаат средба, имаат заедништво. Во излез, кога човекот, веднаш после тоа човекот паѓа во греф и тоа заедништво е нарушено. Во излез, кога Бог го спасува Израелот од египетското робство и го носи преку пустината, и кога ја прават таа скинијата, шаторот на средата, како што го викаат, Господ, целата книга Излез, ако ја читате втората книга од Библијата, ќе видите дека кулминацијата на целата книга е на самиот крај, кога Божјото присуство влегува во тој шатор, а шаторот се наоѓа на средината на Божјиот народ Израел. 12 племења се околу шаторот и Господ е во нивното средиште. Давид и Соломон. Давид беше човек кој многу сакаше да направи храм на Господ и знаете ли што? Господ му каже, твојот син Соломон ќе ми го направи храмот, но Давид ги собра сите можни ресурси кои се потребни за едно такво здание. Народот во тој момент е конечно во ветената земја, она што Господ им ја вети. Царот конечно има свој дом, има цар, кој е според Божјата волја. Наред беше изградбата на Божјиот дом. Отварањето на храмот беше придружено со оган од небото врз жртвеникот и исполнување на храмот со Божјата слава, која во старозаветен јазик се вика шекина слава, како густ облак го исполни храмот. И тоа беше доказ на Божјото присуство. Но секако, доаѓа Вавилон, го уништува тој славен храм кој бил дел од 7 светски антички чуда, го уништува храмот. И тогаш, што прави Израелот? За Исус храмот е многу важно место. Кога Исус се раѓа, Јосиф и Марија го носат детето во храмот да го посветат. Во Лука 2 глава можеме да видиме дека запишано е дека нема многу записи од детството на Исус, но се чини дека Јосиф и Марија го одржувале законот на тој начин што Исус го носеле во храмот секоја година. Според законот тоа треба да се случува. Кога во еден од тие записи го гледаме Исус како 12 годишно дете, оди таму да разговара со учителите во храмот и тој во таа стена многу јасно зборува дека тоа е домот на неговиот татко. Запамтете го тоа. Кога Маријам го наоѓа после 3 дена го наоѓа Исус и вика добро, каде беше, ние се загриживме. Може би ќе се прашате па добро како можела Марија да не го види 3 дена и као нема проблем. Во тој момент мора да сватите дека тоа што ние го викаме денес аджилак. Го знаете тој концепт на аджилак. Луѓето одат на некое светилиште да се поклонат, во тогашно време оделе во група. Да кажеме, ако живееле Марија и Јосиф во Назарет, една голема група се опатува кон Ерусалим на поклонение. И тоа е као јас, мислам најблиска метафора или да се разбере, тоа е како јас, како едно селско дете. Детето го расте селото. Ви текнува. Значи, моите ме пуштаат, не знаат кај сум ово, не сум низ цело село и сите ме воспитуваат. Ако правам некоја беља и од комшијата ќе добијам шамар. И од прилика така бил контекстот во тој каде што живееле. Значи, одат на поклонение и сите се грижат за децата. И затоа Марија, да кажеме, веројатно 3 дена го нема видено, затоа што Исус е тука со деца и одеднаш сваќа дека го нема и се враќаат во Иерусалим. И го наоѓаат таму Исус во храмот и Марија загрижена вика каде беше? Исус вика па нели знаеш дека треба да бидам во домот на мојот татко. Исус храмот го гледа како нешто свое. Кога Исус го апсат во градината ноќта пред да биде распнат, кога тие го апсат, Исус вика, а зошто ме апсите сега? Зошто не ме уапсевте кога бев во храмот? Секој ден јас бев во храмот. Сепак, тој храм не беше оној славниот храм кој Соломон го изгради, кој беше разрушен од вавилонците. Туку еден друг храм кој беше спонзориран од пагани да биде изграден и кој беше изграден на тоа место каде што беше оној славниот храм, ама ја немаше таа слава. За храмот за кој зборувам е изграден после вавилонското робство, после 6-тиот век пред нашата ера. Персискиот цар Кир дава декрет да се изгради Божјиот храм
И тоа е, искрено да кажам, многу чудно. И тој лично станува спонзор за изградба на храмот. Иако изградбата е одложена неколку години, сепак храмот се завршува во времето на Езра, од Библијата, ако читате во Стариот Завет, во времето на Езра се завршува храмот и се случува една интересна гледка. Сега, храмот, овој првиот Соломоновиот храм е веќе разрушен 50 години. Имате генерација кој го има видено Соломоновиот храм и знаат какво било тоа здание, ама имате и сега деца кои пораснале во робство, ама сега се тука, доаѓаат и едва чекаат да го видат Божиот храм и кога ги поставуваат темелите, има една многу интересна случка. Ќе читаме Езра, 3 глава, 12 стих. Вика, кога зидарите ги положија основите на храмот Господов, поставија свештеници со одеждите нивни и со труби, и левити, синови Асафови, со кимвали, за да го слават Господа по уставот на Давид, царот Израел. И почнаа да го фалат и слават Господа, пеејќи зашто Бог е благ, зашто милост на Негова кон Израел е довека. И сиот народ воскликнуваше громогласно славејќи го Господа, поради тоа што беа поставени темелите на Господовиот дом. Меѓутоа, мнозина од свештениците и левитите и старешините на родовите старци кои го беа виделе поранешниот храм, додека се градеше новиот храм пред очите нивни, плачеа гласно, а мнозина и подвикуваа силно од радост. И народ не можеше да ги разликува радосните извици од плачот на народот, зашто народот викаше силно и гласот него се слушаше надалеку. Некои плачеа затоа што го гледаат овој храм и викаат ова е бледа сенка од тоа што храмот навистина беше. Но некои слават затоа што по прв пат во нивниот живот гледаат храм на Јахве. Тага кај оние кои го виделе Соломоновиот храм. Сепак, иако славата на тој втор храм кој се гради не е онаква каква што била на првиот храм, сепак пророкот Агеј зборува за овој втор храм и дава едно многу интересно пророштво. Агеј 2 глава 9 стих вели вака: славата на овој храм ќе биде поголема отколку на поранешниот, вели Господ Саваот. И на ова место ќе му дадам мир, вели Господ Саваот. Поголема слава од првиот Соломонов храм, во кој златото и среброто биле како камења. Малахија во 3 глава 1 стих вели вака: ете, јас ќе го испратам гласникот свој, и тој ќе го приготви патот пред мене, и ненадено ќе дојде во храмот свој, Господ, кога го барате. И ангелот на заветот, кога вие го пожелувате, ете, тој доаѓа, вели Господ Саваот. Славата на тој втор храм не зависеше од златото и среброто и од големината и од дизајнот на кој тој храм беше изграден, туку од една друга работа. Во тој втор храм чекореше Господ Саваот. Христос стапна во тој храм и од тоа беше неговата слава. Но пророкот Малахија, ова пророштво го надополнува со уште еден стих вели вака: но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање? И кој ќе издржи кога тој ќе се појави? Зашто тој како оган што растопува и пепелница што чисти. Христос ќе дојде во храмот, но кој ќе го издржи неговото доаѓање? Божиот син, оној за кого е изграден храмот, влегува во храмот и гледа дека целата поента на храмот е промашена. Наместо да биде место на кој ќе се бара Бог, станува место на кое поединци се обидуваат да направат некаков профит. Наместо да биде место во кое Божите избраници ќе му служат на Божиот народ, затоа е направен храмот. Да биде слуга, да биде место каде што Божите избраници ќе му служат на народот, станува место на кое е концентрирана и власта и тиранијата. Наместо да биде место за исцеление, станува место на елитизам. А моето прашање е: а како да изреагира Божиот син на едно такво нешто? Како да изреагира Бог? На кој начин да пристапи кога милоста која тој ќе ја искаже
И секоја нова шанса која Бог ја дава наместо кон покаяние, води кон самоправедност. Наместо кон милост, води кон искористување на сиромашните. Наместо исцеление, создава рана во народот. Очистувањето на храмот покажува што мисли Бог за тоа како се чувствува во својот дом. Бог влегува во својот дом и се чувствува на тој начин. Му се иде да земе камшик, да ги растера сите, затоа што од место на молитва направија дувло на корумпираност и профит. Војно профитерство. Како да се однесува Бог кога влегува во својот дом? Тоа е момент на очај. Тоа е како кога доаѓаат луѓе во твојот дом, го окупираат, го растураат, ги искористуваат сите можни ресурси што ги имаш дома, се што на тебе ти значи во тој дом го испокршуваат, се што е сентиментално и се што тебе ти значи вистински го нема, запалено е, здробено е, го плячкосуваат твојот дом и баш им е гале чиј е тој дом и дали на него нешто му значи тоа. Така влегуваат. Се што тебе ти значи во тој дом веќе го нема. Ја нема топлината на домот. Веќе исекувањето за тој дом наместо носталгија те предизвикува само болка. Не останува ништо друго освен да го напуштиш тој дом, бидејќи тој дом веќе не е твој дом. Отприлика така се чувствува Исус кога влегува во храмот. Влегува во храмот и вика, ова не личи на мој дом. Не личи на мој дом. И се случи една многу интересна сцена во Матеј 24 глава, вели века, и кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближа до него учениците негови за да му ги покажат зградите на храмот. Знаете, Исус веќе го исчисти храмот. Исус ги оттргна тие тезги таму што се продаваат, ги преврте масите. Исус излегува од храмот и апостолите уште појма нема што се случува. Вика, учениците негови се собраа и му викаат, леле, види колку убави куполи има храм, каков зид има направено, раме, значи пушка. Види колку ни е убав храмот. А Исус им рече, го гледате ли сето тоа? Вистина ви велам. Нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. Ништо од тоа нема да остане. Мислите дека тоа е славата Божја? Мислите дека тоа е убавината? Мислите дека тоа е Божјиот дом? Ви кажам дека од тоа нема да остане ни камен на камен. Ова веќе не е мој дом. Исус го напушти храмот. Тоа како едно старо ехо од Стариот Завет, во 1 Самуил 4 глава, кога ковчегот Божи беше земен од храмот, или во Езекијел 10 глава, кога Езекијел има таа визија како Божјата слава го напушта храмот, после која доаѓа Божјиот суд. На сличен начин, и во Матеј, Исусовото напуштање на храмот значеше и неговиот суд кон тој храм од кој нема да остане ни камен на камен. Важен аспект на Великден се однесува и на судот кој доаѓа на овој свет. Во Јован 12 глава, пред да биде фатен Исус, тој вели вака, душата сега, знаејќи што го чека, кои се тие моменти на распнување и страдање и плукање и што ли се не, Јован 12 глава, Јован пишува вака, душата сега ми се нажали, и што да кажам, Оче, избави ме од овој час, но заради тој дојдов за овој час. Оче, прослави го името свое. Тогаш дојде глас од небото и го прославив и пак ќе го прославам. А народот што стоеше кога го чу тоа велеше, загреми. Други пак рекоа, ангел му проговори. Исус одговори и рече, овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. А ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. Местото на кое се излеваше Божјата слава во Стариот Завет и местото на кое се случуваат тие теофани, тие богојавленија,
веќе не е храмот, туку е личноста Исус. Исус е новиот храм кој никогаш нема да биде осквернавен, туку е местото каде Божјата реалност и човечката реалност се испреплетуваат. Знаете, тоа многу интересно звучи кога ќе го читате Јован првата глава, каде што Јован пишува зборот, вечниот збор, оној кој беше Бог, стана тело, стана еден од нас, стана човек. Бог стана човек, воплотување или отелотворување. Она што храмот го представуваше од самиот почеток, сега е во личноста на Исус Христос. Исус станува тој нов храм. И видите, тоа богојавление не се случи во храмот, туку каде и да беше Исус. Не знаеме каде беше Исус. Ама каде што беше тој, таму се случи тоа богојавление. Исус и новиот храм. И тоа Исус не го потврдува само преку гласот од небото, тој го тврдеше за себе. Кој им каже на книжниците, на фарисеите: разрушете го овој храм и за 3 дена јас пак ќе го подигнам. Тие мислеа на циглите. Исус мислеше на неговото тело. Јас сум храмот. Идејата за Великден е дека е ден на осудување на непријателот. Овој свет и непријателот се осудени, токму тоа го најави Исус преку неговата последна посета на Ерусалим. Чистењето на храмот е уште една најава за тоа што ќе се случи и кој ќе биде тој ефект. Ефектот на непријателот беше поделбата помеѓу Бог и човекот. Тоа беше непријател. Сакаше да го подели Бог и човекот, тоа совршено заедништво. Во Христос и судот кој ќе дојде преку него на крстот, човекот и Бог повторно се помирија. Но тоа не е некое неприметно помирување. Тоа е помирување од космички пропорции. И тоа помирување почнува токму од човекот. Помирувањето кое Господ го има, тоа не е само за мене, тоа е за мене. Но не е само за мене. Тоа помирување кое Господ го спрема и за целото создание, но почнува од човекот. Ако ја држиме таа теза, дека Христос е новиот храм, како што тој вели, тогаш апостол Павле тоа го разработува на начин на кој можеби ќе биде за некој од вас малце пореволуционерно. Знаете, кога апостол Павле им пишува на коринтијаните и кој им кажува: абе, знаете ли што, вие како следбеници Божи веќе не треба така се однесувате, треба вака се однесувате. Како следбеници, како деца Божи не треба да имате вакви плодови, треба такви плодови да имате. Не смеете да се однесувате онака како што се однесувате, како паганите. Вие имате веќе една нова природа. И апостол Павле, обидувајќи се да им разјасни на коринтијаните што тоа значи, тој открива нешто кое верувам дека и за нас тоа многу треба да ни зборува. Тој во 1 Коринтијаните 3 глава 16 стих ќе каже вака: не знаете ли вие дека сте храм Божи и Духот Божи живее во вас? Она што Соломон го искуси при изградбата на храмот, таа Божја слава во вид на облак што беше во храмот. Она што Мојсе го искуси во шаторот на средбата, кога Божјиот облак, Божјото присуство во вид на облак дојде во шаторот на средбата, на место каде што дури ни Мојсе не можеше да стои. Она што Адам и Ева го искусува во таа средба во Еденската градина. Сега апостол Павле кажува вака: вие сте тоа место каде што Божјиот Дух пребива. Вие сте храмот. Вие сте храмот Божи и Духот Божи пребива во вас. Апостол Павле повторно ќе го повтори тоа после 3 глави, во 6 глава 19 стих вели вака: или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ни е даден од Бога и дека не припаѓате само на себе? Ако Христос е главата на црквата, она што го читаме во Новиот Завет, а ние сме телото, тогаш ние сме новиот чист и свет храм, преку кој Божјата присутност е видлива на земјата и Божјото исцеление тече на земјата. Знаете, тоа е многу повеќе од колку само некоја припадност да кажеш: па добро, јас сум христијанин на пописот, нели? Христијанин, православен, протестант, не знам, евангелист, како и да е. Многу повеќе е тоа.
Тоа е многу повеќе од колку само еден празник. Тоа е многу дури повеќе од само некоја приватна вера. Тоа што Христос нас не повикува да бидеме, а тоа е да бидеме новиот храм на земјата во кој ќе пребива Светиот Дух, тоа значи дека ние треба да бидеме тој канал преку кој Божјото исцеление ќе тече преку нас во светот. Ние треба да бидеме тоа светилиште во кое Божјиот Дух пребива. Не треба да бидеме, ние сме по вера и по благодат Божја тоа светилиште во кое Божјиот Дух пребива. Тоа има многу повозвишена функција за која Бог Господ нас не повикува. И знаете ли што? Тоа има смисла затоа што цената која Христос ја плати беше многу висока. Ако беше тоа што Христос го направи да има само уште една графа во пописот, тоаш верувам дека немаше толку сериозно да ја свати. Не знам како тоа вам ви звучи, но тоа е почесна позиција која црквата ја има на земјата. Можеби дури некој од вас сега се чувствува надмено. И се кажете, добро, ако сме Божјиот храм, тогаш ние сме избрани, ние сме елитата на земјата, бе, кој што ни може. Сега преку писмото Бог не предупредува и не подсетува дека пред судот на светот, кој Христос го изврши на крстот, тој првин го посети храмот и го исчисти. Пред Христос да го осуди непријателот и светот, тој првин го посети и храмот. И тоа нема да се разликува од тој последен суд. Апостол Петар не подсетува дека Божјиот суд почнува од неговиот дом. Кај Бог концептот на прегледување преку прсти затоа што имаме врски и ставање под тепих не постои како категорија. Не постои момент во кој Бог ќе каже: добро, Живко проповедал живот. Дај тие неколку греови и глупости што ги правеше да му ги не ги направи, готово, премишав. Кај Господ не постои тоа. Не постојат врски. Не постои колку си поблиску до врвот, толку повеќе ќе ти простат. Не постои тоа нешто. Кај Господ таа пирамида на хиерархија наопаку. Тој што сака да биде најголем треба да биде слуга на сите. Наопаку е. Тој што е најблиско до Бог има најголема одговорност. И секој што го цитирам, го парафразирам уствари. Кога Мојсей во Стариот Завет, замислите Израел каков беше, абе го забораве Бог одма. Бог ги изведе од Црвеното море, после неколку дена тие се направија златно теле и викаат: ова е Бог, клањајте се тука. Мојсей, кој беше толку верен и најкроток човек на земјата, како што пишува, се изнервира еднаш и удри со стапот по карпата и Бог вика: извини. Едноставно, мислам, му каже извини, парафразирам. Едноставно, како мој представник на земјата, ти не ме покажа мене како што треба. Нема да влезеш во ветената земја. Тој кој е најблиско до Бог има најголема одговорност. Може би тоа звучи сега страшно. И знаете ли што страшно е ако Господ нема милост и благодат за нас? Страшно е. Јас би сакал сега да размислиме сите ние во светло на тоа што го зборував и што го проповедав. Да се запрашаме, размислете го, на кој начин Христос доаѓа во твојот живот и го очистува од внатре сега. Кои се тие нешта во кои Христос доаѓа во твојот живот и вика: ова не личи на мој дом, и го чисти. И може би во прв поглед го чувствуваме неговата јарост, неговата неприфатливост на ситуацијата. Знаете, Исус не е дипломат. Во никој случај не е дипломат. Нема дипломатски да ви каже нешто. Тој ќе ви каже во љубов и со благодат и во милост. Но тие нешта за кои треба кајање, тој ќе ги извади на површина. Кои се тие нешта кои во вашиот живот, кога доаѓа Исус, ги гледа и вика: ова не личи на мојот дом. Ова све треба да се изфрли од тука. Какви работи се наталожени во твоето срце? Местото каде што треба да пребива Бог. Кои работи се наталожиле таму и фатиле корени? Кои работи во твоето срце служат за некаков профит? Сега што го правам за црквата за да имам некаков профит? Тоа го правеа оние кои продава во храмот.
извика ово ништо тука не чини. Кои се тие работи кои во нашето срце се наталожени, а не соодветствуваат со Божиот храм да биде чисто место на богослужење и молитва, дом на молитва, дом на средба со живиот Бог. Да ги затвориме нашите очи и да поминеме 2-3 минути во тишина. Дозволете Господ да ги води вашите мисли на места каде што навистина има некои такви работи. Тоа јас го правам на дневна база, верувајте ми. Господ секогаш не води до тие места каде што некои работи не соодветствуваат со нашиот живот. Ајде да дозволиме Господ да не води во мислите, да бараме прошка, да бараме покаяние и да бараме обнова од Господ. Господи Исусе Христе, Те молам влези во секое наше срце. Господи, имаме потреба од Твојата благодат, од Твојата милост. Татко, имаме понекогаш влегувањето во нашите срца на нас ни изгледа насилно, ни изгледа уништувачки, но Господи, тоа е прочистување од благодат. Како што вели пророкот Малахија, кој ќе го издржи неговото доаѓање, тој како оган кој прочистува. Господи, те молам, дојди во сечие срце овде, исчисти го од внатре и направи го свето место за Твое пребивалиште, Господи. За Исусе Христе, да можеш да го пратиш Твојот свет дух, да пребива во нас и да бидеме храмот Твој на земјата. Исусе Христе, Ти преку апостолот Павле не подсетуваш дека ние сме храмот на Светиот Дух. И треба да бидеме достатни за Твојата работа овде на земјата. Господи, Ти не повикуваш во еден свет повик, за една света задача овде на земјата. Јас те молам, направи не да бидеме Твои слуги достојни за Твојата работа. Господи, по благодат. Не по заслуга, туку по благодат. Господи, во покаяние ги носиме сите тие нешта кои не уничистуваат и не прават дел од проблемот, а не од решението. Биди со нас, Господи Боже мој. Прослави се преку секој наше дело, преку секој наш збор. Но пред тоа, преку благодат очисти не. Го бараме тоа во Твоето свето име Исус. Амен.